Ви благодарам, председатели. На почетокот, исто како и моите колеги од пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, сакам да ја поздравам предлог иницијативата за донесување на закон за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела со насилство. Сметам дека се работи за еден закон кој што можеби требаше се донесе многу порано, имајќи ги во предвид искуствата на нашите соседи од екс-југословенските простори, а можеби и она што нели како законски решенија го имаат земјите на Европската унија. Инаку овој закон е нели дел од стратегијата на Република Македонија. Мислам дека се работи генерално за текст кој што е нов, кој што е едно ново искуство, затоа што со овој закон жртвите на кривични дела од насилство ќе имаат можност да добијат надомест од страна на државата, затоа што истите се на еден начин спречени или им е отежнат начинот за добивање на надомест. Во мојот дел, кој што сакам да се осврнам, е да го искористам членот 149 став 2 од Деловникот на Собранието на Република Македонија и како комисијски амандман да предложам во членот 26 став 8 се менува и гласи: еден член се избира по предлог на Народниот правобранител на Република Македонија од редот на вработените во стручната служба на Народниот правобранител со најмалку 10 години работен стаж во истата. Имено, како што може да се види во самиот текст на законот, фокусот на Комисијата за надомест, за паричен надоместок од кривично дело со насилство има зазема голем простор од текстот на законот, односно фокусот се става на членовите на комисијата, на председателот на комисијата, кои што се од редовите на стручни лица, и тоа едниот член ќе биде од Врховниот суд, понатаму од јавното обвинителство, еден дел ќе биде од сектор од ресорот на здравството и понатаму еден од Министерството за социјална политика, и според предложеното еден член се избира од редот на невладините организации, што може би е во ред, но мојот предлог е како член на комисијата да биде, како што кажав, од редот на вработените во стручната служба на Народниот правобранител со најмалку 2 години работен стаж во истата. Зошто сметам дека Народниот правобранител, односно стручните лица што работат во правобранителството, треба да бидат дел од оваа комисија, затоа што сметам дека Народниот правобранител како институција која што се грижи за заштита на човековите права и слободи, секојдневно во неговата пракса работи со случаи, посебно од делот на кривични дела со насилство. Тука влегуваат кривични дела со насилство врз деца, во семејството, родово базирано насилство и така натаму, и има големо искуство од овој ресор, и сметам дека со своето познавање, со своите факти и аргументи кои што ги има, ќе биде од голема помош во работата на комисијата за утврдување на надоместок за лицата кои што се жртви од насилство од кривични дела, и ќе може со своето искуство да дополнително да помогне она кое што го нема во своите, да речем, надлежности од работа како народен правобранител. Ова ќе биде едно проширување на еден начин на неговите надлежности, и тоа лице ќе биде соодветно за работата во комисијата. Инаку, ова го предлагам исто така од причина што Народниот правобранител, како што кажав, е државна институција и уредена со членот 77 во Уставот, и ако веќе на некој начин формираме комисија за која што велиме дека е независна, а која што ќе се избира по предлог на соодветните тела, а на крајот ќе ги именува владата, сметам дека Народниот правобранител е токму таа институција која што е независна и која што до сега низ искуството се покажа дека има огромен процент на доверба од граѓаните во држава, и може би било соодветно да имаме и такво лице во комисијата,
кое што ќе биде додадена вредност на работењето и ќе навистина ќе придонесе во соодветно определување на висината на доместокот, на прецизно на оние кои случаи би требале да го добијат тој надомест. Ви благодарам.